На повеќе локации во градот земјоделските производители и препродавачи продаваат на јавно прометни површини на импровизирани тезги или пак во товарни моторни возила, но има и граѓани кои што за таква намена користат приватен имот, иако има слободни тезги на зелениот и на реонскиот пазар во Куманово. Надлежните секоја година, особено во летните месеци, се обидуваат да ги отстранат нелегалните тезги, но се уште не може да изнадат трајно решение на проблемот кој се провлекува години наназад. За успешно справување со нелегалните продавачи на земјоделски производи неопходна е заедничка акција на сите надлежни институции, потенцираше неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Но од друга страна пак треба да се сменат и навиките на граѓаните кои што многу пати купуваат прехранбени производи и овошје токму од нелегалните продажни места, посочува Димитриевски. Моето прашање се упатува кон представникот на СВР, а се однесува на загриженоста на граѓаните од населба Карпош и од другите населби кои секојдневно се движат со своите возила преку клучката кај бензинска пумпа Сателит. Имено во повеќе наврати, односно секојдневно на 24 часовно на самата раскрсница и во непосредна близина на клучката се паркираат товарни моторни возила од кои се врши продажба на земјоделски производи. При купување на возилата и граѓаните застануваат на коловозот и одвивањето на сообраќајот и се зголемува ризикот на сообраќајни незгоди. Поради тоа, ве молам да информирате дали се планираат преземање на мерки и ако може да и колку прекршоци и санкции се преземени против возачите и собствениците на ваквите товарни моторни возила. Тие ги паркираат возилата вон патеките за движење на моторни возила, се преземаат мерки доколку се во движење за површини кои што се надвор од патот, ќе треба соработка и со други служби кои што треба да излеземе на лице место за да ги отстраниме. Конкретен податок колку имаме преземено мерки немам во моментов, но ќе бидете писмено известени за таквата работа. И секогаш во минатото имавме проблем да искоординираме меѓу институциите кои што треба да бидат вклучени во една ваква заедничка акција. А тоа се Општина Куманово преку комунална инспекција, СВР Куманово, Државен пазарен инспекторат преку Министерство за економија и дополнително Агенција за одземен имот на државата и Агенција за храна и ветерина. И видите сега, толку е комплициран случајот, да, вие кога ќе одите на лице место, ќе организирате заедничка акција од моментот од како од страна на пазарниот инспекторат, а нека ме коригира инспекторатот нашиот тука, дека може би правам некој пропуст, ќе се издаде решение за одземање на стоката, доколку е прехранбена најчесто стока. Агенцијата за одземен имот треба во истиот момент, согласно законот, да направи техничка исправност на храната со анализа, за која што анализа се плаќа повеќе средства отколку што самата стока која што се одзема вреди по секој артикал поединечно. И тоа е невозможна мисија. И во тој случај, како сето тоа ќе се заврши, на крајот ако е исправна таа стока, се дава со одлука на управен одбор од страна на Агенцијата за одземен имот на некоја јавна институција која користи храна, како што се детски градинки, старечки домови и така натаму. Сведоци сме секојдневно дека покрај градскиот пазар, кој што единствен по закон дава таква услуга, или пак регистриран на продавница за продажба на прехранбени продукти и овошје, ние покрај градскиот пазар во моментов имаме 2 или 3 локации на диво, лоцирани најголем дел на приватно, но добар дел и на јавна прометна површина, кои што кога нашите инспектори одат на лице место со полиција, во истиот момент тоа се дислоцира и влегува на приватен посет и вие веќе како општинска инспекција немате никаква надлежност, потребен ви е пазарниот инспектор,
Кога ќе се јавите на пазарниот инспектор, ви вели, а извинете, јас сум на друга работна задача и не можам да ви овозможам асистенција и така натаму, секој на секого се вади, ние резултат конкретен немаме. И затоа усогласивме на ниво на раководители на овие агенции, значи една заедничка акција која што ја најавуваме, но не кажуваме кога ќе се реализира и мислам дека многу успешно во еден ден ќе ставиме крај барем на половина од овие диви продавачи со акцент на локации како што е, значи, локацијата спроти сателит која што е нам поменавте и локацијата спроти градскиот пазар на Трета Македонска, дополнително трета локација ви е, значи, кај стариот градски парк и четвртата локација ви е кај населба Средорек, петата локација ви е кај паркот Соколана. Тие се вообичаено најкритичните точки кои што за жал луѓе кои што работат промет на црно го работат тоа и едноставно не се ни свесни дека предизвикуваат општа опасност. Но да тргнеме и од нас самите, од граѓаните, првенствено од нас самите, дека многу пати сите ние застануваме на тие локации и купуваме стоки без никаква фискална сметка на само место, бидејќи сите ние сме навикнати да запрам со колата, да излезам од колата, да ја оставам тука, по можност не само да купам и да испијам кафе, да се вратам во кола и да си заменам. Тоа се некои навики кои што треба да ги елиминираме сите. Во Основниот суд во Куманово утре започнува судскиот процес против 25-годишниот серијски убиец од општина Старо Нагоричане по поднесено обвинение на Основното јавно обвинителство Куманово за 4 кривични дела убиство, како и 2 обиди за убиство од истиот квалификуван облик. Според Ојо Куманово, бидејќи со умисла лишил од живот повеќе лица, му се заканува казна затвор од најмалку 10 години или доживотен затвор. На 19 јуни годинава јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Куманово достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот. Јавното претпријатие Куманово газ и годинава продолжува со нови приклучоци и ширење на дистрибутивната гасоводна мрежа. До крајот на месец јули ќе биде завршен проектот за приклучок на спортската сала, а во текот на 2026 година планирани се неколку капитални приклучоци, најави директорот Марко Митровски на седницата за советнички прашања. Минатата година 9 објекти општински и државни институции станаа корисници на природниот газ, а до почетокот на новата грејна сезона нови корисници би требало да бидат и здравствениот дом, основните училишта Вук Караџиќ и Наим Фрашери и објектот Славече од детската градинка Ангел Шајче, истакна Митровски. Како и претходните години, така и оваа година јавно претпријатие Куманово газ продолжува со нови проекти, нови приклучоци и ширење на нова дистрибутивна гасоводна мрежа. За оваа 2026 година предвидени се неколку капитални приклучоци. Еден од нив спортската сала кој треба да се направи приклучок во наредниот месец, бидејќи комплетната проектна документација е завршена и во фаза на одобрување во урбанизам по добивање на одобрение за поставување на опрема, тоа е решение, веднаш ќе пристапиме кон приклучување и во наредниот месец и овој проект треба да биде завршен. Како претходните години каде што завршивме 9 објекти воглавном во централното градско подрачје, општински државни институции и оваа година преку проектот на УНОПС продолжуваме со приклучување каде што моментално се изработува проектната документација, а тоа се Здравствен дом Куманово, основни училишта Наим Фрашери и Вук Караџиќ и градинка Славече. Тие до крајот на оваа работна сезона, тоест до почетокот на новата грејна сезона, планираме да станат наши корисници. Што се однесува до нови проекти за ширење на дистрибутивната гасоводна мрежа, во моментот се работат неколку проекти. Еден од нив е улица Сава Ковачевиќ и браќа Филиповиќ до Вук Караџиќ и Наим Фрашери и градинка Славече, бидејќи таму немаме се уште изградена мрежа. Проектот е во завршна фаза, наскоро ќе добиеме одобрение и ќе почнеме веднаш со изведба на таа дистрибутивна мрежа. На тој потек ќе се работи улица 1 мај
и улица Ристовац. Таму имаме повеќе физички лица кои се заинтересирани и изразија заинтересираност и таму треба да изградиме мрежа во должина од 330 метри. Во моментов се работи на проектирање на инфраструктурен проект од нашата мерна станица до индустријска зона Новини и Речица. Се надеваме дека во наредните година дена ќе добиеме и за таму основен проект каде што треба да го изведеме. Таму ќе се искористат оние цевки што се подпишани од страна на општина Куманово и ФЗЦ во тоа време, во должина од 7 километри, треба да ги искористиме тие цевки. Моментално се работи на доработка на инфраструктурен проект, бидејќи дел беше направен во претходниот проект, дел ќе изработи сега проектантско биро на улица Индустријска, улица Железничка и улица 11 ноември, и таму имаме повеќе големи капитални проекти. Доколку изведеме таа гасоводна мрежа и имплементираме нова мерно-регулацијска станица, и таму имаме голем број на потрошувачи. Исто така паралелно се работи на проектирање на нова дистрибутивна гасоводна мрежа која не беше опфатена со претходниот проект во индустријска зона во Доброшани, бидејќи таму стигнавме со нашата дистрибутивна мрежа до самата зона, меѓутоа немаме проект за влегување во индустријската зона, така да во наредниве неколку години, ако ги истуркаме овие проекти да ги реализираме, верувам дека јавно предпријатие ќе биде едно стабилно предпријатие кое ќе успее да ги сервисира сите своји трошоци за тековното работење, а ќе има средства и за ширење на дистрибутивната гасоводна мрежа. Општинската организација на Црвен крст Куманово спроведе превентивна активност за подигање на јавната свест за заштита и превенција од пожари во текот на летниот период. Во рамките на активноста, волонтерите на Црвениот крст вчера на градскиот плоштад, како и на територијата на општина Старо Нагоричане, разговараа со граѓаните и дистрибуираа едукативно-информативни флаери со препораки за одговорно однесување и превенција од пожари. До граѓаните беше упатен апел да бидат внимателни при престој во природата, да не палат стрништа и отпад на отворен простор, да не фрлаат од пушоци од цигари и да ги почитуваат мерките за заштита од пожарите, особено во услови на високи температури. Со ваквите превентивни активности, Црвен крст Куманово продолжува да придонесува кон подигање на јавната свест, унапредување на безбедноста и поттикнување на одговорно однесување и заштита на природата, пишува во објавата на Црвен крст Куманово. Во тек е асфалтирањето на првиот асфалтен слој на сообраќајниците во новата индустријска зона Новини и Речица, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Активно се работи и на целосна реконструкција на улицата Индустријска. Во моментов се врши гребење на стариот асфалтен слој и поставување на бетонски рабници, информираат надлежните. Секторот за внатрешни работи Скопје целосно го расчисти случајот од 30 јуни годинава во 21 часот и 40 минути во парк во општина Аеродром, кога 12 годишно девојче беше физички нападнато од малолетнички, а други присутни малолетници снимале со мобилни телефони, соопшти Министерството за внатрешни работи. Поднесена е кривична пријава против 2 малолетнички за сторено кривично дело насилство, против 1 малолетник за сторени кривични дела поттикнување и неовластено снимање, против 1 малолетник за сторено кривично дело неовластено снимање, како и против 5 родители за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на дете, предвидено и казниво по член 201 од Кривичниот законник, информира Министерството за внатрешни работи.